Се во знакот на културата. Во продолжение ќе отпатуваме малку до Штип преку линкот со колешката Александра Ристевска, која што ќе не запознае со документарниот филм кој што ќе има премиера овој понеделник и ќе имаме можност да дознаеме вистински приказни, зашто најчесто и документарните филмови опфаќаат вистински приказни и оние најсилни сцени се токму приказна од животот на главниот лик. Токму затоа, во моментов ќе ја приклучиме нашата колешка Александра. Добро утро, Александра, и ги чекаме сите информации поврзани со овој документарен филм Витезот од Македонија. Така, добро утро, ви велам на вас во студиото и на сите гледачи од градот кој низ вековите, низ историјата бил расадник на многу политичари, на голем број на интелектуалци и иноватори, град за кој важи максимата ако си од Штип или си интелектуалец или политичар. Токму за една таква голема фигура која оставила голем впечаток во македонското општество ќе говориме и ова утро. Станува збор за документарниот филм Витезот од Македонија посветен на Кирил Донски. Ова утро со нас е неговиот син Виктор Донски, кој е иницијатор за создавањето на овој документарен филм. Добро утро и добродојдовте во утринската на Алфа. Добро утро и поздрав до сите гледачи на телевизија Алфа. Така, пред самиот почеток би требало да споменеме дека Кирил Донски е една исклучителна личност. Тој е пронаоѓач, иноватор, универзитетски професор, има патентирано над 40 пронајдоци, добитник е на златен медал за иноваторство, а во 1998 година од белгиската влада добива благородничка титула Витез на пронаоѓаштвото. Предпоставувам дека и токму оваа титула Витез на пронаоѓаштвото е мотив за името на документарниот филм Витезот од Македонија. Што всушност представува оваа титула? Да, во право сте, токму така. Значи, оваа титула Витез на пронаоѓаштвото е круна на целокупното творештво кое што го имал Кирил Донски во текот на неговиот живот. Значи, како што спомнавте, тој е еден од најголемите, ако не и најголеми иноватори, пронаоѓач во Република Македонија, со преку 40 реализирани пронајдоци, иновации, технички унапредувања. И еден од главните мотиви за реализација на овој документарен филм посветен на Кирил Донски е токму тоа. Така, рековме дека има патентирано над 40 иновативни пронајдоци. Кој според вас е најголемиот, односно според вашиот татко, кој бил најголемиот пронајдок во неговото професионална кариера? Тој имаше повеќе интересни иновации, од кои што неколку се реализирани и ден денеска се користат, меѓутоа главен пронајдок и иновација кој што го обележи неговиот творечки иноваторски век беше така наречениот летечки комбајн со универзален работен орган. Токму за тој пронајдок тој има добиено 62 година златна награда на сајмот за иновации Еурека. И многу интересно за тој пронајдок е што тој е многу сличен на денешните дронови. Значи, фактички тој бил отприлика преку 60 години напред споредено со денешните иновации. За жал, таа иновација остана во фаза на прототип, не се комерцијално реализира. Меѓутоа, тоа е еден исклучителен пронајдок кој што ќе остане во историските анали на Република Македонија. Така, Кирил Донски не беше само иноватор и универзитетски професор. Во текот низ неговиот живот кај него се буди едно силно патриотско чувство за независна и самоуверена Македонија. Исто така, колку што знам, се има борено и на Сремскиот фронт и тоа го има и во записите кои ги имате преточено во книга. Дали овој момент патриотскиот дух ќе биде опфатен всушност во филмот? По старите генерации многу добро го памтат, за жал, најголем дел од борците кои што учествуваа за осамостојување на Македонија во Втората светска војна веќе не се повеќе со нас.
Меѓутоа, целта на документарниот филм кој што го направивме е токму тоа да се прикаже борбата на македонската војска опишана во детали и да остане трак историски за идните генерации како некои претходници војувале и на кој начин е добиена слободата на оваа држава. Документарниот филм е приказка за целиот живот на Кирил Донски, кој што всушност почнува со неговиот воен ангажман како еден од најмладите команданти на Сремскиот фронт. 4 пати е рануван. Тој бил командант на првиот батальон на Народно-слободителна ударна бригада. Добитник е на бројни признани и награди, ордени и медали, за да на крајот интересен момент е по завршувањето на Втората светска војна, после сите тие, да речеме, блескави моменти, тој гледајќи ги неправдите кои што се случуваат на македонските старешини во војската, ја формираат првата илегална македонска влада, во која што бил дел од неа. Тоа многу малку луѓе го знаат како историски факт. И заради тоа тој е осуден и завршува во затвор. Ги губи сите граѓански права, значи почнува од нула. Токму тоа е интересниот преод или синусоидата на животот кој што ни покажува некој пат можеме да бидеме на највисоки места, меѓутоа паѓаме долу. Воскреснува, се дига, почнува со иноваторскиот дел од неговиот живот. Така да, филмот представува многу интересна подлога, ова е документарен филм, меѓутоа представува интересна подлога за иден игран филм кој што би сакал и претпоставам дека би било многу добро доколку може да се реализира. Нормално, заради таков еден голем проект ќе треба поддршка и од владата на Република Македонија. Меѓутоа, преку ваквите личности, ние покажуваме дека не сме на некој начин дрво без корен и тоа ќе биде една одлична сторија за мотивација на младите идни генерации во Македонија. Пред самиот крај на овој разговор, друго нема што би додала, секако има зборови за да се зборува со часови за вашиот татко, но со оглед на времето кое ни е скратено, само би сакала да ги поканиме гледачите, сите добронамерници, сите љубители на документаристиката во понеделник во 19:30, така? Значи, премиерна промоција на документарниот филм Кирил Донски Витезот од Македонија ќе се одвива во малата сала на Домот на културата во 19 часот. Меѓутоа, ние ќе направиме напори по оваа промоција и проекција да го направиме и документарниот филм достапен до општата јавност, така да можат колку повеќе е можно повеќе луѓе да го видат овој филм. Јас ви благодарам за ова гостување во утринската на Алфа. Ви посакувам успешна премиера во понеделник и дај Боже мислата еден ден да стане и игран филм да се оствари. Ви благодарам. Така, студио, ова беше разговорот со нашиот сограѓанин, со штипјанецот Виктор Донски, кој еве и официјално ги поканува сите љубители на документаристиката во понеделник во 19 часот да повелат во Домот на културата, се со цел да го проследат премиерното издание. Влезот секако е слободен. Благодарам, Александра. Искрено се надевам дека ќе има голема посетеност и ќе се остварат желбите за игран филм на господинот Кирил Донски.